Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: Тетовчани пијат чиста и безбедна вода, но предпоставките се дека и оваа есен ќе се појави невообичаениот вкус и мирис. Владата најави нов пакет мерки од над 350 милиони евра за помош на најранливите. Жител на Бродец осомничен за измами, судот му определи мерка притвор. Тетовчани пијат чиста и безбедна вода, покажуваат резултатите од анализите кои ги вршат од Тетовскиот центар за јавно здравје. Предпоставките се дека и оваа есен ќе се појави невообичаениот вкус и мирис на водата, но според досегашните искуства, тоа не предизвикува загадување. Иако нема доволна количина вода за целосно задоволување на потребите на граѓаните на Тетово, сепак жителите пијат безбедна и квалитетна вода. Проблеми се јавуваат само по обилните врнежи од дожд, кога доаѓа до заматување, но секогаш Центарот за јавно здравје прави анализи. Параметрите на водата во градскиот водовод се константно добри, вели доктор Ратко Давидовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Што се однесува до градскиот водовод, параметрите се константно добри и немаме позитивни резултати, односно што не одговараат на стандардите и на законските прописи. Безбедна и хигиенски исправна вода не значи бактериолошка и физичко-хемиска анализа, многу повеќе значи. Значи каква е состојбата на извориштето, каква е состојбата на бунарот, каква е состојбата на каптажата, каква е состојбата на водоводот, каква е состојбата на резервоарот, така да сето тоа влијае на безбедноста и хигиенската исправност и квалитетот на водата за пиење. Инаку веќе неколку години наназад во есенските месеци тетовчани чувствуваат необичен мирис и вкус на водата. Доктор Давидовски вели дека и кон крајот на овој месец може да се очекува истата појава. Тој вели дека тоа се случува кога е во функција филтер станицата, затоа што тогаш се вклучува и површинска вода. Па иако досега нема доказ, според светската литература, тоа се должи на гниежот на вегетацијата. Мислиме дека мирисот е и вкусот дека пак ќе се појават доколку биде вклучена филтер станицата, односно површинската вода од реката да биде вклучена во градскиот водовод. Предвидено е површинската вода од реката да се вклучува во зимскиот период, значи од 15 декември па некаде до почеток на март. Поради недостаток на вода за пиење во градскиот водовод се вклучува и порано и поради тоа доаѓа до промената на мирис до вкус. Интересен феномен има дека не се појавува, не ја перцепираат промената на мирис и на вкус сите граѓани. Меѓутоа, откако моќта на социјалните медиуми кога ќе се појави, мирис еден да се, онда тогаш и како домино ефект, мирис и вкусот е промене, тоа е факт дека има промена, меѓутоа полно од луѓето не ја чувствува таа промена, затоа што е субјективно. Меѓутоа и дека имаме промена, анализите покажаа во тој период дека осем промената на мирисот и на вкусот, правени се проширени анализи, немаме промена во другите параметри кои влијаат на безбедноста и на квалитетот на водата за пиење. Доктор Давидовски со препораки до граѓаните да пијат 8 чаши вода дневно, доколку пијат таблети со нив да испијат 1 чаша вода за подобра ресорпција и да не чуваат вода во пластични шишиња, особено минералната вода од извори, зашто нејзините параметри се менуваат. Складираната вода во пластични шишиња развива еден биофилм и таа за 24 до 48 часа више
небезбедна вода. И не ја препорачуваме да ја складираат. А друго, не ја препорачуваме во пластични шишиња поради реакцијата со бисфенол А. Значи, тоа е една токсична материја која се е во пластичните шишиња, која во корелација со водата, со минералната вода, која има и некои агресивни состојби, пониска pH, многу минерали, така да може да дојде до ослободување на бисфенолите во таква складирана вода, а тие делуваат на кардиоваскуларните заболувања, на репродуктивниот систем, така да тоа се токсични материи кои долго време ако се употребуваат, ако се внесуваат во организмот, имаат последици по здравјето на организмот. Председателот на владата Димитар Ковачевски на вчерашната пресконференција најави нов пакет мерки од над 350 милиони евра за помош на најранливите категории граѓани. Со последниот ребаланс беа испланирани и сега ќе се операционализираат следните мерки. Исплата на еднократна помош од 3000 денари за примателите на гарантирана минимална помош, а тоа се 36.000 домаќинства, за чија поддршка се одвоени скоро 40 милиони евра. Зголемување на пензиите, согласно новата методологија на пресметка на пензиите за над 330.000 пензионери, во март ја усогласивме пензијата за 2,9%, со септемвриската имаше уште едно усогласување, односно покачување, од 6,8%, што е досега вкупно скоро 10% зголемување на пензиите од март до денес. Во март идната година, повторно ќе има усогласување со трошоците за живот и просечната исплатена плата и проценката е зголемувањето кумулативно ќе биде 16%, субвенционирање за поддршка на придонеси на платите на вработените во приватниот сектор во вкупен износ од 17 милиони евра, со кои што државата го субвенционира делот на придонесот кога работодавачите ја зголемуваат платата на работниците, со што работниците добиваат нето зголемување на платата, а работодавачите добиваат поддршка од државата за придонесите кои што ги исплаќаат за пензиско и за социјално осигурување. Субвенции и трансфери за директна финансиска поддршка во земјоделскиот сектор за стимулирање на приносите, зголемување на продуктивноста, поголема конкурентност и амортизирање на ценовните притисоци за основните и прехранбените производи. За земјоделците издвоивме 52 милиони евра. Обезбедување на средства за враќање на парите кај граѓаните преку програмата Мој ДДВ. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денеска предложи пакет мерки за стопанството, компаниите и граѓаните, за кои што се надева дека ќе бидат разгледани од владата и прифатени. Предлагаме вишоците кои што ги произведува поранешно ЕЛЕМ, денешно АДСМ на струја, кои што се уаат во текот на ноќта и викендот, да бидат отстапени на стопанството по цена која што е производна за поранешно АДЛМ, денешно АДСМ. Според нашите калкулации, таа цена нема да надмине вредност од 80 евра за мегават час, а периодот на апликација на оваа мерка да биде од 1 ноември 2022 година се до крајот на кризната состојба 30 април 2023 година, а потоа ќе се продолжува во зависност од новата реавалуација на состојбата која што се случува и во Македонија, но и во Европа. Значи, вишоците произведени од поранешно АДЛМ и АДСМ, кои што на струја, кои што не би требало да надминуваат цена поголема од 80 евра за мегават час, да бидат ставени на користење на стопанството во следните 6 месеци, почнувајќи од 1 ноември 2022, според нашите пресметки станува збор за прилика 200 до 250.000 мегават часови, доколку не биде исполнето на најоптимистичко сценарио на владата, односно само средното сценарио да биде исполнето. Станува збор за 200 до 250.000 мегават часови. Почитувани присутни, за ова да се случи, потребно е да се интервенира во Законот за работни односи и Законот за трговија, каде што недела е неработен ден. Работодавачите да си одберат кој ден во неделата, наместо недела, ќе го заменат да биде неработен. Затоа што во недела
имаме најголеми вишоци на струја и цената на струјата за време на викендот е далеку поевтина од цената на струјата во текот на 5 дена од работната недела. Жител на Бродец осомничен за измами. Судот му определи мерка притвор. Основното јавно обвинителство Тетово поведе постапка против 52 годишен жител на Бродец, осомничен дека сторил 4 различни кривични дела, измама од член 247 од Кривичниот законник. На 23 септември тој измамил жител на село Палчиште, ветувајќи му дека ќе му помогне да извади возачка дозвола, а за услугата побарал и добил надомест од 1450 евра. Во јули годинава на сличен начин држал во заблуда жител на Тетово, кој за помош при вадењето возачка дозвола на осомничениот му исплатил сума од 1200 евра. Откако ги зел парите, осомничениот веќе не му одговорал на повиците. Осомничениот во август на жител на село Шипковица му се представил како шеф на Ева на Тетово и му ветил дека ќе издействува за 2 недели во куќата да му стават нов приклучок за струја. За услугата на оштетениот му зел 2800 евра на рака, а му побарал документи за куќата, но набрзо потоа престанал да комуницира со него. За да заврши оставинска постапка за жител на селото Боговиње, осомничениот на 26 септември побарал и добил 1300 евра од оштетеното лице, а услугата никогаш не ја извршил. По предлог на надлежниот јавен обвинител, судијата на претходна постапка од Основниот суд Тетово, на осомничениот му определил притвор во трајање од 8 дена. Пожар во Плевна кој се проширил на соседната куќа. Во сообраќајна несреќа повредени 3 лица. Во полицискиот билтен исто така регистрирани дури 6 физички напади. Следуваат деталите. Вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во Плевна во Тетовско Јанчиште, собственост на 56 годишник од ова село. Нема повредени лица, а опожарена била добиточна храна и повеќе алатки и други предмети. Покрај ова, пожарот се проширил и на соседен објект, односно куќа, собственост на 50 годишник. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот е целосно локализиран. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавено е дека на локалниот пат во Тетовско Милетино трактор имата 533 со полуприколка со тетовски регистарски ознаки, што го управувал 66 годишникот Тетовско Блаце, излетал од коловоз. Во несреќата со патниците во приколката, малолетник и 36 годишник од истото село се здобиле со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. 26 годишник од Тетовско Боговиње вчера во 18 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 18 часот физички бил нападнат од 61 годишник од истото село, а поради нивни расчистени должничко-доверителни односи се расчистува случајот. 37 годишник од Тетовско Долно Седларце вчера во 20 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 18 часот и 45 минути на улица Благоја Туска во Тетово неговиот малолетен син бил физички нападнат од неколку лица. Се расчистува и документира случајот. 22 годишен тетовец вчера во 20 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот на улица Бане Стафановски во Тетово физички бил нападнат од неколку лица. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер во 21 часот и 5 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица 133 во близина на угостителски објект во Тетово 16 годишен малолетник од Тетово физички бил нападнат од неколку лица и со остар предмет му била нанесена повреда, пошто бил пренесен во Тетовската клиничка болница. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 15 часот и 50 минути 18 годишник од Гостиварско Калиште во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот и 40 минути во Гостиварско Неготино физички бил нападнат од 32 годишник од ова село. Според пријавеното, 32 годишникот му го оштетил и неговото патничко моторно возило Смарт со гостиварски регистарски ознаки. Се расчистува случајот и против инволвираните ќе следуваат поднесоци.
Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера во 18 часот и 45 минути лишиле од слобода 29 годишна државјанка на Црна Гора, која претходно физички нападнала 39 годишен жител на Гостиварско село, со кого порано била во љубовна врска. Во нападот, според пријавеното, таа користела и стаклен предмет. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок. Шеесетипет прекршоци санкционирани во акциска контрола за престигнување, која била спроведена вчера на Тетовско-гостиварското подрачје, информираат од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 14 до 19 часот на поширокото Полошко подрачје спроведоа акциска контрола за престигнување, во која биле откриени законски санкционирани вкупно 65 прекршоци, 19 во Тетовско и 46 во Гостиварско. 64 од прекршуците се однесувале на пристигнување на забранети места, а еден на пристигнување во колона. На сите прекршители изготвени им се предвидените поднесоци, а санкционирани биле и 6 други видови сообраќајни прекршоци. Вчера вечер пак од 20 до 23 часот на Тетовското подрачје спроведена е акциска контрола за брзина, во која со така наречен ноќен радар биле констатирани и санкционирани 17 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. 8 од пречекорувањата биле за над 70 км на час, исто толку до 70 км и 1 до 50 км на час. Санкционирани исто така се и 11 пречекорувања на брзината во населено место, како и 2 други видови прекршоци. Државниот празник 11 октомври утре со почеток од 10 часот и 30 минути ќе се одбележи пред споменикот на револуцијата во Тетово. Националниот празник 11 октомври, утре со почеток од 10 часот и 30 минути, ќе се одбележи пред споменикот на револуцијата во Тетово. Свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата ќе положат низа делегации и представници на политички партии. 11 октомври, денот на Македонското народно востание, представува символ на продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловичкото, Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално слободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Утрешното одбележување на овој значаен датум и во организација на Сојузот на борци од Тетово. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!